Да, пред, би рекла, 8 месеци, најавив дека ќе се повлечам од раководството на СДСМ, поради тоа што навистина не се согласував со дел од политиките. И мислам, може би сум субјективна, дека дел од тие политики придонесоа за поразот кој што го доживеавме на локалните избори. За жал, мојот впечаток е дека од тие лекции не научивме и дека некои од пораките на јавноста не ги чувме или не ги разбравме. И затоа мислам дека единственото принципиелно или единственото честно поведение, единствената принципиелна и честна одлука би била да кажам дека нема да учествувам во следната влада. Сметам дека во изминатиот период можевме да продуцираме резултати како влада, јас како министерка за одбрана, само заради тоа што покажавме и принципиелност, и честност, и одговорност и многу работа. И тогаш вреди. И тогаш има резултати. Ако не сме принципиелни, тогаш мислам дека тие резултати нема да дојдат. Во изминативе 4,5 години, буквално како и другите колеги, јас чувствував дека ги служам на државата и на граѓаните и се одолжив за големата доверба која што ни ја дадоа со членство во НАТО, со најбрза воена интеграција постигната од страна на било кои кандидатки членки и она што мене ми беше многу важно, фокус, грижа и апсолутно променета ситуација во нашата армија. И тоа беше резултат на тоа што работевме и принципиелно, и честно, и трудолюбиво и одговорно. Треба на таков начин да се работи и тогаш резултатите доаѓаат. Меѓутоа, ако не сме принципиелни кон себе, не можеме да бидеме принципиелни и честни ни кон граѓаните. И затоа мислам дека истата одлука ја соопштив и на моите колеги. Мислам дека принципиелно и честно е да не учествувам во следната влада.